Кратки најави за денес. Познати добитниците на највисокото општинско признание на градата и на повелбите Свети Климент Охридски, патрон на градот. Отворена изложбата Прстенот, символ на завет, статус и моќ од етнолошката ризница на Охридскиот музеј. Основното училиште Свети Климент Охридски го одбележа својот патронен празник. Под мотото "Присутни секогаш во нашите заедници", Црвен крст Охрид го одбележа Светскиот ден на волонтерството. Црвен метеоаларм во Грција. Бурата Бајрон ги затвори училиштата и градинките во Атина. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со локални врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура од 7 степени, додека пак максималната дневна достигна до 10 степени. Во Охрид утре ќе имаме умерено облачно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура ќе изнесува 7 степени Целзиусови, а максималната 10. Од Управата за хидрометеоролошки работи за утре најавуваат локални врнежи од дожд кои што ќе се намалуваат во попладневните часови. Минималните температури утре во Македонија ќе се движат во интервал од 3 до 10 степени, а максималните од 5 до 12 степени Целзиусови. Ќе дува слаб до умерен, повремено засилен ветер од северен правец. До крајот на неделата следува период на претежно стабилно време со пораст на дневната температура, освен во котлините каде што ќе има појава на магла. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани.
Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид го чествува заштитникот патронот на градот Свети Климент Охридски. Годинава богата програма, изложби, промоции на книги и филмови. Чествувањата ќе завршат со свечената академија која е еден вид символичен збор на благодарност, што градот му го упатува на својот заштитник. Охрид и годинава со низа настани достоинствено ќе го одбележи патронот Свети Климент Охридски. Чествувањата траат повеќе денови. Традиционално учениците се во центарот на програмата преку литературни конкурси, изложби и промоции. Најмладите да го почувствуваат Свети Климент како свој учител. Предвидено и доделување награди за најдобрите ученички творби кои имаат за цел да ги охрабрат младите, да пишуваат, истражуваат и да создаваат. Водилка ни беше да ја прикажеме целата културна и историска димензија на Свети Климент Охридски како просветител, учител и вечен символ на знаењето. Сакавме програмата да биде креирана така што таа да представува еден жив мост помеѓу минатото и современоста, па внимателно ги избиравме понудените содржини кои ќе ги опфатат сите учесници, почнувајќи од најмладите, учениците, преку уметниците, научниците, верниците и целокупната поширока јавност. Годинава е особено богата затоа што сакавме да покажеме дека заштитата и негувањето на Климентовото дело е заедничка обврска и дека Охрид е духовен центар кој живее преку творештвото, образованието и културата. Промоции на книги, филмови и изложби ќе остават белег на годинешната програма. Од општината велат преку уметноста, фотографијата, рачното творештво и археолошките прикази. Ја прикажуваме духовната и творечката енергија на Охрид, град кој уште од Климентовото време бил центар на книжевноста, културата и духовноста. Секоја изложба си има своја приказна која што е поврзана со самиот Свети Климент, како визуелното прикажување на неговиот омаж и неговото дело, така и преку современите креации кои што ги нудат новите уметници, го изразуваат, како што кажав, и своето почитување кон својот патрон, поклонувањето на светите Климентови мошти пред Климентовата црква на Плаушник, е чин на благодарност, смирение и почит кон нашиот духовен татко. Тоа е момент кога градот се сплотува во молитва и тишина, момент кој се чувствува силата на традицијата што ја носиме со векови. Бидејќи Свети Климент е столб на охридската духовност, човек чиј печат се чувствува и ден денес во образованието, културата и локалниот идентитет, затоа токму овај чин е најсвечен, најемоционален и најдостоинствен.
Чествувањата ќе завршат со свечената академија, која е еден вид символичен збор на благодарност, што градот му го упатува на својот заштитник. На неа ќе бидат доделени наградата за животно дело и Свети Климентовите повелби. Владимир Ангеличин Жура постхумно е добитник на највисоката општинска награда Свети Климент Охридски, патрон на градот. Познати се и добитниците на повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски. Познатиот охридски новинар, публицист и хроничар Владимир Ангеличин Жура постхумно е добитник на највисоката општинска награда Свети Климент Охридски, патрон на градот. Владимир Ангеличин Жура во својата богата професионална кариера бил уредник на Радио Охрид, а потоа е уредник на весникот на ГП Трудбеник. Автор е на голем број написи, а посебно значајни се неговите истражувачки, радио и телевизиски емисии посветени на минатото на Охрид врз основа на истражувањата низ архивите во Охрид, Скопје и во Софија, циклусот од 20 получасовни радио емисии посветени на охридската староградска песна, циклус од 15 телевизиски емисии инспирирани од трубадурската охридска песна и друга. Исто така особено значени се неговите истражувања во областа на генеалогијата на охридските фамилии. Автор е на повеќе книги од кои посебен интерес побудува Жура за Жура. Од ранни години се занимава со документарна и уметничка фотографија, позната и како рецензент и промотор на бројни книги, фотоизложби и музички настани. Добитници на повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски годинава се Националната установа Завод и музеј Охрид, Јордан Каматова, Силви Бенд, Даниел Јовески и Бекдор Бенд. Националната установа Завод и музеј Охрид во своето речиси 70 годишно постоење се етаблира како една од најзначајните, најстручни и најпосветени културни институции во Охрид и државава. Со својата богата дејност, институцијата континуирано придонесува за зачувување, истражување и промовирање на културното наследство на Охридскиот регион. Јордан Каматова е историчар на уметност од Охрид. Нејзината посветеност кон уметноста и музеологијата обстојува повеќе од 3 децении. Таа има богата кариера со бројни истражувања, изложби и научни публикации. Силви Бенд се музичко брачно дуо на Силви и Владко Плевнеш, кои имаат значаен придонес за музичката култура во Охрид и државата. Нивната музика, нивните песни и нивниот партиципативен дух ја надминуваат димензијата на естрадна забава. Во 2025 година Силви Бенд го прослави својот 35 годишен јубилеј. Даниел Јовески е режисер, продуцент и музичар. Продуцира музички видеа и аудиовизуелни проекти со што ја промовира македонската музичка сцена во регионов и пошироко. Јовески е добитник на бројни меѓународни награди и признанија. The Backdoor Band, како музички состав со преку 1500 настапи, редовно учествува на фестивали, концерти и останати културни настани во нашиот град. Тие се 15 години на музичката сцена и се редовни иницијатори и организатори на бројни хуманитарни настани. Прстенот, мистичниот круг на кој му се припишува магиска моќ, со сите своји символики, функции и раскош е представен на изложба, која денеска беше отворена во куќата на Робевци. Националната установа Завод и музеј Охрид ја отвара својата богата етнолошка збирка и пред јавноста презентира врвни изработки на мајсторите кујунџии од Охрид, Струга и Дебар. Автор на концепцијата на изложбата и на каталогот е Оливера Мишева, виш кустос етнолог во Завод и музеј Охрид. Изложбата насловена Прстенот, символ на завет, статус, моќ, од етнолошката ризница на Охридскиот музеј, е по повод Свети Климент Охридски, патронот на градот. 80 експонати, машки и женски прстени кои се дел од богатата етнолошка збирка при Националната установа Завод и музеј Охрид, од денеска се изложени во куќата на Робевци. Изложбената поставка, насловена Прстенот, символ на завет, статус, моќ од етнолошката ризница на Охридскиот музеј, презентира врвни изработки на мајсторите кујунџии од Охрид, Струга и Дебар, кои датираат од крајот на 17-тиот до средината на 20-тиот век. Набавени се во првата деценија од формирањето на Охридскиот музеј од Охрид, Охридските села и Дебар. Воглавно се изработени од сребро во техника на лиење со прекрасна филигранска изработка и гранулација. Украсени се со полускапоцени камења, стакленца, монисти, висулци, трепетушки. По формата се застапени различни видови. Тоа се прстени со печат,
или монограмни прстени со иницијали, масивни столовати прстени, прстени бурмали во вид на бурми, прстени со кубести глави. Покрај брачната функција на прстенот како символ на завет, овој украс на раката има и низа други функции, како на пример прстенот печатник, кој обележје на статус, моќ, авторитет во рамки на државата, црквата, професијата и семејството, објаснува Оливера Мишева, виш кустос етнолог, која ги концепира изложбата и каталогот. Најмногу се врзани со обредите за свадба, за свршувачка, но имаме и како што се печатните прстени, символизирајќи некаков статус семеен или во општеството, или имаме прстени кои што се со арапско писмо, кои освен што се печатници, на писмото е испишана молитва да му тргнат добро работите или да му се исполнат желбите на собственикот. Прстенот е задолжителен накид за рацете без разлика на родовата, етничката или класната припадност уште од времињата на најстарите култури и цивилизации, кој останал како најзастапен накид да се употребува до ден денес. Прстенот е накид што за среќа, за разлика од некои други видови накид, се употребува до ден денес. Се воглавно неговата функција е за обележување на брачниот статус, но прстенот е и символ на некаков моден тренд, на припадност на некоја заедница, може да се додели како награда за некој врвен резултат, дали во спорт, дали во наука, но секако тој си ја носи својата символика на вечност, на достоинство, на завет, на припадност на некоја заедница и секако покрај овие функции, символичката функција на заштита на тој што го носи, за прочистување, за лек. Изложбата е финансиски поддржана од Министерството за култура и туризам во рамки на годишната програма за финансирање проекти од национален интерес во културата. Со овој настан, Националната установа Завод и музеј Охрид се приклучува кон чествувањата на патрониот празник на градот Свети Климент Охридски. Изложбата ќе биде поставена до крајот на јануари секој работен ден од 9 до 15 часот, освен во понеделник. Со богата програма и свечена приредба, учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски го одбележаа својот патронен празник. Патронатот на Основното училиште Свети Климент Охридски годинава беше во знакот на бајките. Тема на овогодинешниот настан на Климентовци беше бајките и приказните, мудроста на моето детство. Свеченоста започна со националната химна и химната на училиштето во изведба на училишниот хор и оркестар, пошто беа доделени награди и признанија на најдобрите ученици. Во рамки на програмата беше изведена кореографија на детски песни за најмалите кои преку маски ги представија своите омилени јунаци од бајките. Потоа следуваше прекрасен рецитал од мудри мисли и поговорки, драматизација на приказната за Силјан Штркот, па се до современа драма за принцот и принцезата во современата дигитална ера. Исто така беше изведена и ритмичка точка со сплет од избрани македонски песни, драмски изведби, како и музички композиции на училишниот хор и оркестар, насловени како Музичка авантура. Во рамки на програмата се одржа и ликовна изложба. Уште еднаш, децата не подсетија дека мудроста, среќата и силата се во книгите, знаењето и бесконечноста на мислата и дека се што е добро и вредно во нас и во светот може да се создаде и пронајде само ако побараме длабоко во нашите срца, велат од Основното училиште Свети Климент Охридски. На свеченоста која се одржа во Центарот за култура Григор Прличев присуствува и градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и секретарот Александар Китески. Во рамки на одбележување на патрониот празник, делегација од училиштето во понеделник, 8 декември, ќе положи свежо цвеќе пред бистата на Свети Климент Охридски во училишниот двор. Под мотото присутни секогаш во нашите заедници, Црвен крст Охрид денеска го одбележа Светскиот ден на волонтерството. На пригодна свеченост беа доделени признанија на заслужни волонтери и крводалители.
во знак на благодарност за благороден и несебичен ангажман во подобрување на животот во заедницата и помош на најранливите категории граѓани. Црвен крст Охрид традиционално го одбележа Светскиот ден на волонтерството 5 декември. Денеска на пригодна свеченост им беа доделени признанија на заслужни волонтери и крводарители во знак на благодарност за нивниот придонес и значење за зајакнување на заедницата, но и за промовирање на волонтерството и поттикнување на институциите и граѓаните да ги поддржат волонтерските организации. На овогодинешниот Светски ден на волонтерството, по мотото "Присутни секогаш во нашите заедници", акцент ставаме на придонесот на нашите волонтери, кои припаѓаат на сите генерации, од најмладите до највозрастните, кои во духот на хуманоста обезбедуваат поддршка за спроведување на бројни активности наменети за најразлични корисници на услуги на Црвен крст. Сакам да нагласам дека Црвениот крст е отворен за добронамерни луѓе од сите возрасти кои својата емпатија, желба, цел и амбиција сакаат да ја посветат на нашите хуманитарни активности, одвојувајќи дел од своето слободно време, дел од себе од својата стручност, професионалност за помош на ранливата категорија. Да се биде волонтер е нешто неопишливо, како што кажав и претходно, е благородна работа, така што би сакал и моето искуство да го стекнат и други нови волонтери во иднина и јас да бидам тука да им кажам и јас како сум го поминал тоа, да го споделам моето искуство и да го споделам моето знаење кое сум го стекнал како волонтер досега. На одбележувањето на Светскиот ден на волонтерството, Црвен крст го истакнува и крводарителството, давајќи признание на крводарителите кои волонтерски, доброволно и без надомест ја даруваат својата најдрагоцена течност, крвта, за да спасат човечки животи. Како резултат на хуманоста на крводарителите, постојаната ангажираност на вработените и волонтерите на Црвен крст Охрид и службите за трансфузиона медицина, преку крводарителски акции во текот на годината се задоволуваат потребите од крв и крвни продукти за пациентите кои се лекуваат во здравствените установи во Охрид. Првиот пат кога дарував крв, дарував за родилка, пошто и беше потребно крв. И од тогаш па навака, можам да речем 20 години, веќе редовно си дарувам крв. Чувството е преубаво кога ќе подариш живот на некој, стварно е преубаво. На сите му препорачувам пред се на младите дека си почне да си даруваат крв. На свеченоста Црвен крст додели благодарници на установи и компании поддржувачи на организацијата и на крводарителските акции, а советници и председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски, кој изразија желба денеска има можност да волонтираат заедно со волонтери на Црвен крст Охрид, подготвувајќи и доставувајќи хуманитарни пакети на дел од социјално загрозените семејства во Охрид. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен викенд.